Povrh ga izgradimo, nego on će nacrniti. Еве и вие до сега не сте прескочили ниту еден црковно народен собир за Бадник, за Ѓурѓовден, за други свечености во овој манастирски комплекс. И така ќе продолжите најверојатно. Не гледате дали е сонце, дали вее, дали врне. Верувам дека секоја година ќе бидем присутен за овој обичај, традиција ни е. Ја моментално живеем у Солун, специјално сум дојден за празников и за Божич. Као од мали деца идем овдека у црква Свети Ѓорѓе, обичаеви се продолжуваат. Ова ни е традиција од мали деца и верувам дека ќе се продолжи за многу години. Оваа традиција ја почитуваме уште од малечки. Секоја година доаѓаме тука на овој пресветол комплекс Свети Ѓорги, победоносец. Тука традицијата секоја година почнува во 11 часот со богослужебна литургија од страна на нашите свештеници. Традицијата иначе ја почитуваме од аспект дека тука е малце поинаков начинот на одржување, со тоа што ова е традиција, се палат огновите во Тетово обично навечер, а тука се пали преку ден, Бадникот, и тука во комплексот има многу верници и оваа традиција ќе продолжи и понатака да ја негуваме како македонци на овој простор, да им докажеме дека нашата христијанска вера и понатаму ќе остои на овие простори. Владимир Апостоловски. Владимир, роден си во Тетово, од тетовскиот крај, а сега си во диаспората. Овие убави обичаи ги нема таму. И најверојатно, поради обичаите си дошло за Бадник, за Божич тука. Бога ми така и тоа само за 2 дена сум дојден за Бадник и за Божич. Да видам присуствен овде. Бошко, да кажете, еве, вие сте од Јегуновце, а доаѓате во Мала Речица во овој манастирски комплекс. Да кажете за овие обичаи. Па ја како православен сакам да присуствувам на сите овие прослави, вака да се видиме со одредени луѓе од мојата генерација и да допринесемо за што поголемо и помасовно присуство и подобро да прославимо на денешниот ден Бадник. Овие обичаи се специфични во манастирот во Мала Речица, за разлика од другите населени места, каде навечер се палат огновите, а тука еве порано. Да, точно, јас од тука, после идем во Јагуновце, кај што не чека богато и организирано. Богат и организиран дочек на целото село со пригодна трпеза, со музика, со сите како да кажем обичаи за Бадник. И ти секогаш ќе доаѓаш на Бадник без оглед каде си, затоа што обичаите во Мала Речица се специфични. Па се надевам дека ќе можем за сваки Бадник да доаѓам, ако не свекојаш со мислите овде ќе видам. Помилуй нас.
скачи сузверусвањето на водата, оздравово ваше, од каква и да било болест, да боледуваше. Нека да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Христе Боже наш, благослови го леп овршеница ова вино. Вослави чест на големиот празник, христијански бадник и Божик. Подари Боже здравје, благослов, спасение во нашите христијански семејства, на нашите најмили внучиња, синови и ќерки, наши родители, наши пријатели, заштити го Боже, нашиот православен народ од тетово и тетовско, нашата татковина Македонија и насекаде каде што живеат наши православни христијани македонци и православни христијани од целиот свет. Подари им Боже милост, живот, здравје, благослов во нивните христијански домови. Во слави и чест на големиот празник, денешен бадник и Божик, сега секогаш и во вечни векови. О, слава и чест приносим Ти се, Господи Боже, Него же молитвами, прими се, Господи, жертву сию во пренебесни и мисли Твои жертвени. Амин. Сега со свете псијата, не видам се. Святи мученици, женове страдальство наше, и венчаше ся, молите ся Господу, помилуй ся душа наши. На пола, готов. Цунете сите, кој лепче да ќе цуне. Ајде. Аде пред само малку, после ќе го сече. Ајде. Ајде. Кој не може да оцуне, нека одопре само лепчето дали. Така, доволно. Аде пред само на се. Уште се молиме за милост, живот, ми здрави и спасе на вчера да Господи, Боже. Византис. Алекс, Петро семејство, Ангеле, со семејството, Петро со семејството, Стојан со семејството, Мисилона со семејството, Наташа со семејството, Мила со семејството, Оливера со семејството, Изголина со семејството, Марија со семејството, Алека со семејството, Александра со семејството, Клементина со семејството, Валентина семејството, Марија со свето на Отца и Сина и Светиот Дух. Драги брати и сестри, некаде четири бадникот денешен бадник, некаде е за многу години. Бадникот е ден пред Божич, а ноќта која следи се нарекува Бадникова вечер, заради тоа што тој ден и таа ноќ е ден, и тоест не се спие, но со нетрпеливост се очекува на свечениот момент во историјата човечкиот род, рождеството на Господа Исуса Христа, заради тоа и неговиот видлив символ се вика и бадник. Инако бадникот представува младо дабово дрво или нивни гранчиња кои символички го представуваат нашиот Спасител Господ Исус Христос, кој со силата на своето божество ги искрива синџирите на робството и гревот, го препороди човекот и во него го разговори пламенот на љубовта кон на доброто кон Бога, најголемото добро, овозможувајќи му спасение од гревот, злото и вечната смрт, како што и младиот дав со својата сила го распалува огнот во огнишето и со светлоста, светиот пламен
ko svetlува сите места во нашите домови. Имя Твое да приде царствие Твое, да буде воля Твоя яко на небеси и на землji. Хлеб наш насущный даж нам днес, и остави нам долги наши, яко же ми оставляем должником нашим. И не нас во искушение, но избави нас от зла. Господь Твое царството, силата и славата на Отца и Сина и Светлия Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Рождество Твое, Христе, Боже наш, воссея мировый свет разума, небо звездам сожжавши звездою, чахнуся, Тебе кланятися солнцу правды, и Тебе ведети свет зори Господа, Господи, слава Тебе. Пастырь славу судья, нас Сил светла и благословува ова базниково дрво, овој мет, во името на Отца и Сина и Светиот Дух, и овие базникови гранчева, во името на Отца, Сина и Светиот Дух, помилува живот, здраве и спасение на нашите најмили, најблиски во благослов на нашите христијански домови, во благослов здравие, спасение на наши синови, ќерки, наши рочби, наши внучиња, православни христијани, мајки, татко и сестри, секој векови. Амин. Браќи и сестри, нека е напомош овој свет ден, Христос се роди, за многогодини нека биде, од овде започнува радоста. Нека ни е вечен празникот вечно да се слави во ова светилиште. Господ Бог нека испрати мир, здравје, берекет и благослов во секое семејство. Вечна нека ни е Македонија и вековити нека се наши рожби, да се раѓаат, да се множат многу синови и ќерки во оваа наша света затворина.
Zdravje i spasenje na dušu. Donesem pokoj kalendarz, ja się donesem Gledaj, daj se minuto, to je vidi pokoj, slaši se ima kalendarz, sakana, vidi. Ne, rozlad najde organizirati, taj tekst dobro. Molim te. Odstam. Ama zašto, može 15 sekundi, ne molim da ne zvorim. Što vi donese kumството? Prvo големо задоволство, една успешна година. Се надевам здравје на сите, а сега да ги очекуваме новите кумови за следната година. Еве и вие имавте среќа да ви падне паричката и да бидете кума со вашето семејство, со сите ваши роднини. Што ви донесе кумството? Па, среќа, здравје, љубов, тоа. Какво е чувството да се биде кума? Супер, одлично. Многу успех ми донесе и здравје. Чувството кума да бидете? Па прекрасно е, би сакала секој што не бил кум да му се исполни желбата да биде кум на една ваква свеченост. Со тоа се негуваат традициите и во Мала Речица. Така е. Кој не зел? Поедно, кој не зел? Еве го Јовани Богатин. Честито кумство. Фала за многу години нека е. Ваше име и презиме? Ѓорѓевска Снежана. Вие сте возбудени најверојатно од радост. Минатата година мојата ќерка го доби паричето, сега ние пак на свите среќа, бериќе да им донесе бадникот што друго не душа. Тоа е голема радост, меѓу толку многу верници да ви падне паричката. Фала, многу за многу години. Еве, вие бевте еден од кумовите со вашето семејство и тука сите се задоволни, времето убаво, расположението одлично.
ме радува што имаше голема масовност и сите беа присутни и на општо задоволство помина се во најдобар ред. Избрани се нови кумови, да Бог да даде да биде за здравје, за среќа, за весело, за плодност да биде ова година да е многу плодна и се најубаво на сите, на моето семејство и на сите останати присутни. Што ви донесе кумството, нешто посебно во годината што им? Кумството ми донесе големо расположение, храброст, среќа и им пожелувам на и останатите да им се случи истото. Честито кумство. Ви благодарам. Вие сте од Врвеница, дојдовте тука повеќе верници од Врвеница, вчера бевте на Попова шапка, таму немавте среќа да ви падне паричката, еве овде ви падна. Па види, среќата била на наша страна и Господ ни помогна денеска да бидеме ова година кум во црквата Свети Ѓорѓија и заедно и Зубонеке и ги повикувам сите граѓани на Тетово идната година да бидеме сите помасовно собрани за да го прославиме ова наше свето место, за сите македонци ова е значајно место. И што помасовно повеќе да учествуваме во градбата, да оваа година што повеќе да вложиме да биде посредено, дотерано, за да можеме едно цивилизирано време во оваа црква да се народот собере од целиот македонски народ. Јас сум Петко Макревски, прв пат доаѓам и сум многу благодарен, среќен и јас и цела фамилија што ми падна паричето за убо, да помагаме на црквата, да даваме све што треба. Сум благодарен што волку народ, македонци собрани, што ga почитува Бандник. Дали очекувавте на Бандник во Мала Речица да ви падне паричката? Очекував, чак и санјав сан. Ето, да, ми дал Господ внуци, све и доправа уште подобро да ми видат. И на мене, и на внуците, и на цела фамилија.